По повод Цветната недела пред големиот христијански празник Великден, невладината организација Коло на српските сестри ја организираше манифестацијата Цветници. Во рамките на проектот реализирани се повеќе активности, а завршната манифестација се одржа вчера во фоајето на Центарот за култура, каде што беа прогласени најдобрите учесници во аранжирање на икебани. Лела Радичовска, ученичка во средното училиште Перо Наков, освои прво место. Вторите места им припаднаа на Леонтина Цветановска од средното техничко училиште Наце Боѓони и Ален Милковски од гимназијата Гоце Делчев, а на трето место се пласираа Илина Станковиќ и Милица Пешиќ, двете од државното средно училиште Киро Бурнас. За прв пат ова година Коло одлучи да ја одбележи Цветната недела. Сите знаеме дека православните празници ги слабо одбележуваме, си забораваме на култура и традиција, на обичаите, и тоа не потикна тоа да го направиме. Ние имавме замислене трите активности, и тоа со сите генерации. Значи, садење на цвеќе во градинка, ова година во оделот Бубамара. Друго беше со основни училишта, плетење на венчиња и делење пред црква на Лазарева сабота и на плоштадот во Куманово. И трета е денесна завршна манифестација. Всушност требаше да биде вчера, пошто вчера се Цветници, али поради недела и поради затворениот простор, тоа го направивме ден покасно. Видовте дека денеска настапија ученици од средни училишта, по 20 ученика, кои се изразија своја креативност така што аранжираа икебани. Икебани, за жал, да имаше малку повеќе присутни, ќе беа продадени, средствата ќе одат во хуманитарни цели. Некои ги поклонивме, некои ги продадовме. Жал, ние сите би ги однеле дома, искрено да ви кажам, пошто се преубави. Имавме прва награда, 2 втори награди, 2 трети награди, мада сите заслужуваа да имат награда. За овој проект не подржа Општина Куманово, тоа е за програма за културни манифестации за 2025 година. Стварно со скромни средства, али ние некако се снајдовме и проектот го завршивме. Се надеваме дека идната година, бидејќи сакаме да не биде традиционална манифестација, ќе ни дадат, пак ќе не поддржат и да можеме да ја ангажираме и поубаво. Учениците учесници на настанот по повод Цветници беа во придружба на своите наставници од основните и средните училишта, а присутните ги поздрави председателката на Советот на Општина Куманово Ивана Ѓоргиевска. Мене ми е особена чест и задоволство што еве сум дел од ваков прекрасен настан. Најчесто ми повикуваат да зборам за булинг, да зборам за демократија, да зборам за проблемите во Општина Куманово, меѓутоа самиот цвет, самиот празник Цветници е толку убав што самиот цвет е сам по себе уметност. А со вакви дечиња кои имаат креативен набој и кои се навистина креативци од она што го погледнав манифестацијата, уствари овој настан добива уште многу повеличествен и поубав карактер. Како што кажа Жижа, влегувањето на Ерусалим, во Ерусалим на Исус Христос, имаме толку убави христијански празници, на овој начин е најубаво да ги прославиме. Вчера бев присутна и во Уминдол, односно имав директна снимка од славење на празникот Цветници во Уминдол. Луѓето преубаво си поминаа во допир со природата, во допир со етноста наша на македонска и мислам дека полн погодок, Жижа, да се слави еден ваков величествен празник, а и плюс тоа прекрасен празник поврзан и со влегувањето на Исус Христос во Ерусалим, меѓутоа и со будењето, самото будење на природата. Самиот пролет е величествен. Мислам дека цветот покажува дека ќе има плод. Дај Боже ова година да ни биде родна на сите. На сите да ни биде плодна, особено на вас, Хуманитарното здружение на жени. Проектот на организацијата Коло на српските сестри е поддржан од Општина Куманово преку програмата за културни манифестации со 20.000 денари.